Премиерот Никола Груевски денеска на маргините на самитот на земјите од Централна и Источна Европа и Народна република Кина, што се одржува во кинескиот град Суџоу, имаше повеќе билатерални средби и разговори со политичките представници на други присутни држави, како и средби со представници на компании кои имаат потенцијал за инвестиции во Македонија. На средбата со естонскиот премиер Тави Роивас беше констатирано дека е потребно значително искористување на потенцијалот за економска соработка, динамизирање на трговската размена и соработка на полето на инвестициите, како и за проблемот со мигрантската криза, тековните предизвици со кои се соочуваат нашата земја и државите од Европа во врска со ова прашање. Отворивме повеќе теми, а една од нив беше темата за стратешките интереси на Република Македонија, поврзани со нашите напори за членството во НАТО и во Европската унија. Естонија е членка во овие два сојуза и како таква е секогаш значајно да ги слушне нашите ставови за повеќе работи, за реформите кои ги правиме и предизвиците со кои се соочуваме, со цел да биде повеќе информирана и да помогне во процесот на лобирање, изјави премиерот Груевски по средбата. Освен настапот на самитот, премиерот Груевски оствари и средби, разговори и неформални контакти со повеќе шефови на влади присутни на самитот, меѓу кои со премиерите на Словенија Миро Церар, на Чешка Бохуслав Соботка, полскиот председател Анджеј Дуда, српскиот премиер Александар Вучич, бугарскиот премиер Бојко Борисов, потоа премиерите на Црна Гора и на Албанија Мило Џукановиќ и Еди Рама, како и со председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздич. Имав можност да разговараме со повеќето премиери присутни на самитот на различни теми, од една страна поврзани со европските интеграции, а од друга страна прашања поврзани со мигрантската криза во Европа, но и за нашите билатерални релации и перспективи со овие држави. Изјави Груевски. Македонскиот премиер за време на својот престој во Кина на маргините на самитот оствари и повеќе одделни средби со компании на кои им беа представени можностите за инвестирање и конкретни проекти кои би можеле да бидат интересни и привлечни за кинеските инвеститори. Понудивме повеќе проекти, разменивме предлози и идеи и ќе ги продолжиме контактите со различните компании од Народна република Кина со цел да се реализираат проекти во Македонија кои ќе го подобрат квалитетот на животот и ќе отворат нови работни места, додаде Груевски. Премиерот Груевски истакна дека расте извозот на Република Македонија во Народна република Кина, но и се зголемува бројот на проектите што заеднички се реализираат. Во Македонија највидливи се двата проекти за двата автопати кои се градат, едниот во Источна и другиот во Западна Македонија, но на самитот македонската делегација настапува и со друг вид на проекти од различни области, вклучително од енергетиката, поврзано со производството на струја, секундарната гасификација, земјоделието, туризмот, така што дојдовме со однапред подготвени проекти од различни институции кои ги презентираме и на приватните компании со кои се зарекјаваме, но и пред кинеските власти, додаде премиерот Груевски. Во Загреб денеска се одржува самит во рамките на процесот Брдо Бриони, а на собирот меѓу другите учествуваат американскиот потпредседател Џозеф Бајден, председателот на Европскиот совет Доналд Туск, австријскиот председател Хајнц Фишер и шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер. Поради доаѓањето на високите странски гости, собирот го следат силни безбедносни мерки. На морениот самит на лидерите на процесот Брдо Бриони во Загреб учествува и македонскиот председател Ѓорги Иванов. Предвидено е тој да има обраќање на пленарниот состанок насловен Диалог Југоисточна Европа, Европска унија, Соединетите американски држави, да учествува на работниот ручек на земите членки на процесот Брдо Бриони, како и да оствари повеќе средби со учесници на самитот. Домакини на собирот во рамките на процесот Брдо Бриони се хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ и словенечкиот председател Борут Пахор, кои очекуваат на самитот да се изрази поддршката за Европската унија и Соединетите американски држави за вклучување на државите од регионот во Европската унија и стабилизацијата и решавањето на нивните односи. Самитот во Загреб воедно е и шанса за расправа за безбедносните предизвици, терористичките закани и радикализацијата, како и повторно да се искаже одлучноста и противењето на таквите појави. 6,5 милиони евра е најновата инвестиција што се реализира во општина Илинден, која се отвори денеска. Фабриката Grand Food Corporation, семеен бизнис за производство на круасани, ќе отвори 90 нови работни места. Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, ваквите семени бизниси се креатори на најголемиот број нови работни места. Целта и на централната и на локалната власт е да даде поддршка на ваквите успешни бизниси и посочи дека владата работи на создавање поголна бизнис клима.
Приватен и автобусна ЈСП се судрија утро во околу 8 часот спроти 3 бисери на булеварот Јане Сандански во Скопската општина Аеродром, потврди од Министерството за внатрешни работи. Според неофицијални извори, во сообраќајната несреќа повредени се десетина лица кои со возила на итната медицинска помош биле пренесени на некои од скопските клиники. Сергеј Лавров, рускиот министер за надворешни работи, оцени дека соборувањето на рускиот воен авион во Сирија од страна на Турција се чини дека е претходно испланирана провокација. Сериозно се сомневаме во тоа дека овој чин бил ненамерен, многу личи на претходно планирана провокација, рече Лавров, наведувајќи го тоа што Турција не воспоставила соодветна комуникација со Русија, изобилството од снимки од инцидентот и други докази. Турција ги остава отворени сите канали за врска со Русија, изјави турскиот премиер Ахмет Давутоглу. Русија е наш сосед, пријател и многу важен партнер. Ние немаме никакви намери поради инцидентот да ги прекинеме врските и да ја интензивираме тензијата со Руската Федерација. Но ние имаме и ќе го искористиме правото да ги заштитиме нашите граници. Авионот беше перцепиран како закана и беа применети правилата за реакција, посочи Давутоглу. Тој додаде и дека е невозможно да се озаконат нападите против сириските туркмени. Советот на Жупанискиот суд во Загреб денеска го укина притворот на поранешниот хрватски премиер и шеф на ХДЗ и шеф на партијата ХДЗ Иво Санадер, кој веќе во текот на денот може да биде пуштен на слобода. Како што јавуваат хрватските медиуми, на Санадер, кој веќе 3,5 години е во притвор, ќе му биде вратен пасошот и ќе излезе без плаќање кауција. Жупанискиот суд така одлучи откако Уставниот суд заклучи дека Врховниот суд на Санадер незаконски му го продолжил истражниот затвор, кога на 30 септември ја укина неправосилната првостепена пресуда во случајот Фими Медија. На одлуката на вонрасправниот совет на Жупанискиот суд, незадоволната страна има право на жалба, но таа не го одлага извршувањето.